Наместо класичен митинг, средба со жителите на Чешиново Облешево имаше претседателскиот кандидат на ВМРО ДПМН Ѓорѓе Иванов. Рече дека сака непосредно да се сретне со граѓаните и да ги слушне нивните мислења за состојбите во Република Македонија, да види дали се задоволни од неговата работа, да дознае она што ги мачи и кои се нивните очекувања. Иванов им се обрати на облешевци со зборовите дека по 5 години доаѓа повторно да ја бара нивната подршка, за да можат да се завршат започнатите проекти за економскиот напредок на државата. Според него, Македонија во изминатите години забележала пораст во стопанството, за што меѓу другото придонес дали и условите што се создадени со изградба на патишта, нови инфраструктурни објекти, како и странски инвестиции. Иванов рече дека и покрај сите реални проблеми имало пораст и во земјоделството. Правиме се и за земјоделието. Со сите овие субвенции што беа дадени во земјоделието, преку 500 милиони евра. Веќе земјоделието извезува храна од Македонија, се извезуваат македонски производи. Веќе се живее убаво од земјоделие. Ни помагаат нашите пријатели. Доаѓаат странски компании, доаѓаат странски државници. Македонија се отвара и нуди перспектива за секој што сака да успее во живот. Не ги заборавивме и младите луѓе, им овозможивме образование и во Македонија, но и сите што се запишани на првите 100 универзитети добиваат бесплатно студирање, а на техничките науки првите 200 универзитети во светот. Кандидатот за претседател Ѓорѓе Иванов рече дека поради успесите што биле забележани во сите сфери во општеството, повторно доаѓа меѓу граѓаните со чист образ да ја побара нивната подршка. На жителите на Чешиново Облешево им се обратија и пратеникот Владко Ѓорчев, министерот за здравство Никола Тодоров и заменик министерот за земјоделство Зоран Коњановски.